Многумина се прашуваат што е Peugeot 408, дали е лимузина, дали е купе, дали е спортско корисно возило. Во вокабуларот на автомобилскиот дизајн, овој дизајн се нарекува fastback. Зошто fastback? Тоа ќе го видиме кога ќе отидеме зад возилото. Целиот дизајн на 408 е скулптурален. Погледнете само како е направена емотивно решетката, но и основните елементи на дизајн на Peugeot се многу добро имплементирани, како што се вертикалните светла кои наликуваат на очници, на лав и целиот преден дел како да е слиен. Истиот впечаток се продолжува и кога сте околу колата. Контурата е ниска, купеовска, а и завршницата на задниот дел е исто така во стил на купе. Оваа линија продолжува и на задниот дел, кого рековме се нарекува fastback. 408 целиот дизајн има интересни елементи кои се многу добро измешани меѓу себе. Тука се и овие ушиња кои го продолжуваат аеродинамичниот дел на кабината и кои одлично се вклопуваат со задниот спойлер кој е интегриран, а мотивот на лав е имплементиран и во задните светла кои имаат форма на лавија канџа. Целата каросерија овозможува не само простор во внатрешноста, туку и еден добар капацитет на ГПК од 457 литра и тоа е доволно да безгрижно патувате на годишен одмор. А кога сме кај патувањето, да видиме што се случува во кабината. Со нешто над 4,4 метри должина, 408 овозможува добро позиционирање на телото во кабината. Нема многу простор за главата, што е данок на купеовската форма, но има доволно простор во внатрешноста да седат дури и 3 лица на пократки релации. Ми се допаѓа што целата внатрешност во нивото на опремување GT е направена емотивно. Погледнете само како е имплементирана играта на различни материјали. За жал, ова не е кожа, туку е еколошка кожа, но има шавови во боја различна која подсетува дека овој автомобил може да ги пробуди емоциите и кога сте внатре. И конечно на возачката позиција. Peugeot има своји сваќања околу ергономијата. Седењето е сосема удобно. Овие седишта се изработени по принципот AGR, што значи дека се анатомски и одлично ја поддржуваат кичмата и рбетот. Што се однесува до седењето, тоа е тоа, но ергономијата во Peugeot налага, како и кај останатите модели, воланот да биде, столбот на воланот да биде нешто поиздаден. Поради спортската форма на самото управувачко тркало, кое има осмоаголна форма, имате добар ослонец за рацете. Воланот се разбира дека одлично функционира, но погледот кон инструмент таблата некако е подскриен. Во целата внатрешност, погледнете само како е скулптурално направена. Има многу емоции, а модерниот инфозабавен систем ви нуди дури и опции за персонализација. Тоа е овој малиот екран кој го нарекуваат тогл. Што се однесува до физичките копчиња, ги има само неколку, за 4 трепкачи и за климатизацијата.
Целата внатрешност е добро осмислена. Местото за одложување и индукционо полнење на телефонот е сосема добро искористено, а под него имате простор да оставате дребули. Тоа истото се случува на целиот централен гребен, кој може да има, да оваа ладица да има и ладење. Тоа беше она што сакав да го истакнам за интериерот на Peugeot. Ова ниво на опременост е извонредно богато, а целиот престој во кабината може да биде и емотивен. Уште кога ја возе во Шпанија 408-ката ми остави добар впечаток што се однесува до возните својства. Тогаш возев плагин хибрид кој беше извонредно моќен. Сега ситуацијата е малку поинаква. Ја имаме основната изведба на моторизација. Тоа е 1,2 литрениот трицилиндерски турбобензинец кој произведува 130 конски сили. Платформата на која е поставена 408-ката првенствено е направена да пружи едно удобно чувство во возењето. Тоа е изразено како да лебдите, не ги осеќате толку нерамнините на патот и сосема комотно се чувствувате во внатрешноста. Управливоста е добра, но сепак целиот сетап е направен да биде во знакот на комфорот. Ако сакате малку поагилно да возите, тогаш веднаш на сила стапуваат системите за стабилизација и против пролизгување. Во долги свиоци потпирањето е сосема прифатливо, а кога имате често вртење во свиоци, кога свиоците се кратки и морате често да го менувате правецот на движење, тогаш чувствувате дека тежината лесно се префрла од страна на страна и имате добар контакт со патот. Сепак, овој мотор не е скроен за да ја испровоцира каросеријата на 408-ката. Се јавува и мало надуправување, но тоа не е страшно и лесно се контролира. Со зголемувањето на обемот на електроника во автомобилите, понудени се и разни модуси на возење. Кај Peugeot тоа е присутно кај сите модели. Во 408-ката имаме 3 модуси на работа. Тоа е економичен, потоа нормален и спортски модус на возење. За жал, во кој и било модус да возите, нема да почувствувате битни промени во однесувањето на каросеријата. 8-степениот автоматски менувач лесно работи, лесно ги реди преносите и во добра корелација е со моторот. Во текот на моето возење забележав просечна потрошувачка од 9,9 литри, што не може да се оправда како економично. Сепак, оваа 408-ка е скроена да биде атрактивна, секси и да привлекува внимание. Со лансирањето на моделот 408, Peugeot сака да прати една сосема нова порака за својот бренд, за своето позиционирање. Тој веќе здраво ги покажува забите на премиум сегментот, не само со изгледот, туку и со севкупната атмосфера и со целото чувство што ви го пружа во кабината. Возните својства се на висина на задачата. Може би малку разочарува моторот со неговата потрошувачка, но сепак неговото однесување и начинот кој ја забрзува целата каросерија
е повеќе од задоволителен. И на крај доаѓаме до цената. 41.000 евра. Тоа беше цена која пред пандемиските години беше резервирана за премиум сегментот, а сега имаме еден куп автомобили кои се од средната класа, кои чинат толку. И како заклучок, јас имам амбивалентни чувства околу овој автомобил. Тој е извонредно дизајниран. Изгледа и кога стои дека се движи. Внатрешноста е прилично голема и удобна, а возењето е во рамките на очекувањата, на она што знае Peugeot да го пружи. Од друга страна, уште не можам да се помирам да имам вака мал мотор под хаубата. Не дека тој не си ја врши добро својата работа, неговата потрошувачка е висока. Како што реков, 9,9 литри. Но тоа е компромисот кој треба да се прифати со модерните трендови на моторизација во целата автомобилска индустрија. Моторите на внатрешно согорување како да се осудени на пропаст. Но сите не размислуваат онака како што јас размислувам. За многумина доволно е да се има убаво парче на тркала, а Peugeot 408 е еден од најубавите во класата. Се разбира според моите вкусови и стандарди.